Здраво овни, ова ќе бидат вашите кратки тарот пораки за месец јануари 2026. Ајде да видиме како ќе започнете 2026. Иако веќе она што се случува, многу од работите што се случуваат се започнати од поодамна, од 2025 па и од порано, така и оваа прва порака за вас. Јас сметам дека веќе е почната уште од 2025 во некој период од годината и мислам дека сте започнале вие некоја нова етапа, нова фаза од вашиот живот. Е сега фаза или пак нова ситуација во некој дел и некој аспект од животот, куќа, дом, семејство, работа, кариера, пријатели, љубов, се може да биде. Вие тоа го знаете, но ова е нешто што започнало веќе и е ново за вас и вие не сте баш среќни со тоа како се случуваат работите на оваа тема, затоа што се плашите дека ова не е добро за вас. Вие се плашите дека имате големи стравови, дека ова се многу неубави ситуации, несреќни околности, судбината вам ви донела некаква, да не речам несреќа, тоа е тежок збор, меѓутоа вие мислите дека ова е период од вашиот живот кој не е така добар, не е така лесен за поднесување и тоа веќе малце и ве плаши. Е сега јас го гледам и треба да ви го кажам тоа дека треба да верувате, е само период, можеби нема да заврши во јануари или може нема ни во 2026, но еден ден ќе заврши. И ова е период, ова е етапа од животот во која вие морате да го поминете сето ова, но после ова ќе излезете сосема поинакви луѓе во животот. Ќе бидете многу постабилни, многу посигурни, многу помудри, со многу искуства. Сега не ви изгледа воопшто така. Не ви изгледа, меѓутоа на крајот ќе сватите, кога ќе направите една ретроспектива на сето ова, додека траело, ќе сватите дека да, тешко било, но било за ваше добро. И сега кажав, јас ќе ви го кажам и треба да ви го кажам, тоа го гледам, но јас знам дека вие длабоко во себе, вие и го знаете, тоа знаете дека ова е само нешто низ кое треба да поминете, за на крајот да бидете многу посилни и похрабри луѓе. Следната порака за вас овните во јануари е тоа дека на нешто му доаѓа крајот. Дали во јануари ќе дојде крајот или февруари, не знам, но во јануари вие веќе го гледате крајот на ова нешто. Повторно, за многу од вас зборуваме, за сите ќе биде различно, за некој во кариерата, домот, семејството, работата, може би проект некој кој сте го започнале, се може да биде, вие тоа си знаете, но на ова му доаѓа крајот. Е сега, крајот му доаѓа, но вие некако го исчекувате овој крај. Зошто? Не знам. Може би некој од вас го исчекувате затоа што ви се смачи додека траеше, свесни бевте дека некако не одеше на добро ова и сега веќе треба да дојде крајот и знаете дека доаѓа и го исчекувате. Некој од вас пак овој крај на оваа работа го гледате со стравопочит. Да, најверојатно го посакувате ова да заврши сакате, може би ви измачуваше додека траеше нештото, сами се измачувавте, или пак беше тешко некако, тешко го поднесувавте и сега кога доаѓа вие од што сакате да дојде, дури со стравопочит го гледате нештото. Може би па и некој од вас и не верувате дека конечно ќе заврши сето ова. Ако се работи нешто поврзано со здравието, тогаш да, тоа е крај на некоја мачна работа, на некоја може би лекување, која тешко беше,
тешко се поднесуваше и сега доаѓа крај, и затоа вие дури сте во неверување дека конечно ќе заврши, го очекувате, го посакувате и со здраво поочит го гледате. За некој од вас ова е крај на некаква ситуација во која вие бевте зависни од нешто. Дали од човек, дали од ситуација, дали од институција, од се може да бидете зависни, вие знаете, но тоа од која сте биле зависни сега завршува, му дојде крајот и после ова вие ќе бидете самостојни. Во било кој аспект од вашиот живот и да станува збор, сега после ова вие сте самостојни. Не велам осамени, туку самостојни. Значи, сега можете сите тие нешта што претходно баравте, може би дозвола да ги правите или пак чекавте да ви се каже да биде направено, сега сами носите одлука, сами одлучувате и сега сте сам свој на својата. Сега следната порака за вас овнета е ситуација када вие тагувате за нешто, се чувствувате потиштени за нешто, може да чувствувате и не само тага, туку и болка за оваа ситуација. И сега оваа ситуација која се случувала во изминатите периоди од вашиот живот. Може би да, нешто во јануари се случува и ве подсетува на сето тоа, но вие правите тоа да изгледа како ова да е целиот ваш живот. Вие почнувате да се однесувате како целиот ваш живот да сте во тешка ситуација. Ова може са вашите мисли кои се одвиваат само во вашата глава, а многу од вас пак и ова се поплаки, зборови кои ги кажувате на некој близок, се жалите на партнерот, на децата, на родителите им, се жалите како вашиот живот е тежок, како во многу ситуации ви сте биле сами, како во најтешките периоди сте биле сами, без средства, без многу работи кои ви биле потребни, како многу често од ништо сте морале да правите нешто и постојано само се навраќате. Сега, јас не знам зашто си го правите тоа, затоа што кога вие се подсеќате и само за ова зборувате и само на ова мислите, вие го правите тоа да го доживувате повторно во јануари го доживувате, затоа што ви ги окупира мислите. Ви ги окупира емоциите, чувствата. Пробајте да го оставите минатото таму каде што му е местото, во минатото. Фокусирајте се на сегашноста, да, ова веќе сте го чуле милион пати, не сакате да го слушате, верувам, повторно, но пак ќе кажам, тоа е таа вистина. Какви ми се мислите, таков ви е животот во моментот. Значи, ако вие се фокусирате само на тоа, на некои тешки моменти од животот, вие повторно ги доживувате. И токму од тука доаѓа тоа дека таков ви е животот. Да, оставете го од минатото во минатото. Само е тешка ситуација, само може би е период што ве потсеќа на нешто во вашиот живот, но ќе помине. На се му доаѓа крајот, па и на ова. Следната порака за вас овнета во јануари повторно не е некоја сјајна. Жал ми е што се сите вакви пораки претежно, но чекајте да дојдеме до крајот. Но повторно и овде нешто се случува и некоја основа овде вака нешто се руши. Може би нешто вие сте граделе на некоја нестабилна основа. Може да биде се, може би сте работеле на нешто, на некаков проект, може во љубовта, може сте граделе некаква врска, за која свесни сте дека не е на некоја цврста основа. Или што и да е, нешто лично, нешто приватно ваше, сте граделе на некоја не така цврста основа. Сега во јануари овде ќе биде разнишана и најверојатно ќе се сруши оваа градба под наводници се може да биде градба која вие сте ја граделе. Да, може да е и некаква градба, но
веруваме нешто поврзано со љубовта, јас гледам дека е поврзано, или пак некој нешто, некоја работа, некој проект кој го работевте со љубов, сега ова ќе се сруши. Но вие знаевте дека ќе се сруши, ова немаше здрава основа и ова само така се одвиваше, колку да се случува на некој начин, но знаевте дека ќе дојде крај. Сега, да, темелите се разнишани, ова се распаѓа, од ова нема ништо и овде вие не тагувате, овде вие не сте разочарани. Овде вам сега она што ви треба и тоа и го правите во јануари, сакате вие малку да се изолирате, сакате вие да се осамите на некое место, може домот, може ќе ви биде потребно време повеќе за медитација, за молитва, време за посветување на себе и своите мисли. И сакате да се осамите и да си го најдете мирот, да ги најдете можеби причините зошто ова се не успеа, зошто ова се распадна, меѓутоа со никаква осуда, со никаква тага и со никаква тежина. Ова само сакате вие да си дадете некаква јасност, а не да се осудите или да тагувате. Воопшто не тагувате. Едноставно јас не ви беа работите и заради тоа нема овде нити тага, нити болка, нити пак осуда. Може би пак е само ситуација за која одамна сте свесни дека не функционира, се опитувате само да ја одржите некако, да не се распадне, но сега ќе се откажете во јануари, дозволувате да се распадне и да завршите со сето тоа. Тоа е тоа околу таа порака и сега доаѓаме до крајот. Ова е последната за јануари. За вас увните и ова е ситуација во која вие конечно ќе застанете на врвот од нешто. Сега се може да биде тоа, може би од вашите мисли, вашите чувства, но што и да е, ова е веќе некаква стабилност. Многу од вас ќе добиете некаква порака за нешто, порака, може би известување, може би писмо, може би одлука од некоја. Може би некој од вас сте биле во некаков спор и сега се решава сето тоа и вие конечно го добивате одговорот кој го очекувавте. Позитивен, во ваша полза ова е се. Сега може да речеме дека сте застанале на некаква здрава и стабилна основа. Ова што доаѓа многу ќе ве израдува пред се, ќе биде многу добро за вас. Ова е некаква стабилност, некаква сигурност, некаква безбедност значи за вас, зашто и да е, дали е финанси, дали е работа, дали семејство, дом, деца, не знам, но е многу плодно и добро е за вас. Многу стабилно, многу позитивни нешта. Може би некој од вас пак чекате вести од некаде дојдат, некои пораки, некои гласови ќе дојдат, а може би па некој од вас со партнерот или со децата чекате некого да дојде од некаде и тој доаѓа, тие доаѓаат, носат за вас она што го носат вам емотивно. Тоа е богатство во емотивна смисла на зборот, може би па и пари се, не знам, вие знаете, но она што го носат вас многу ви значи и многу ќе ве израдува. За некој од вас увните, пак ова е ситуација каде вие конечно застанувате на врвот од вашите тешки мисли, сето ова што ве правеше да се чувствувате тешко, депресивно, анксиозно, сите мисли, сите гласови од страна страшни што доаѓа дека нешто лошо ќе се случи, нешто лошо се случува, нешто страшно, конечно наоѓате начин да ги победите и ќе се изборите со сите тие негативни мисли во вашата глава, застанувате некако свесни, сигурни во себе, свесни дека доаѓаат убави мигови, ништо лошо веќе нема да се случува
и се ќе биде добро. Во љубовта гледам многу убави моменти со партнер. Ако не е со партнер, во емотивниот дел од вашиот живот со децата, со родителите, многу убави моменти. И тоа ќе биде тоа, драги мои овни за јануари. Јас ви посакувам среќна, успешна и берекетна 2026. Чао, чао!